на Канал 8, добро дојдовте. Жителите од населбата Драчевик и околните населби одржаа мирен протест поради почнувањето на градежните работи на трета социјална зграда. Причината за протестот е зголемениот број инциденти, кражби и нарушувања на јавниот ред и мир во населбата. А зашто сметаат дека ги предизвикуваат дел од станарите во втората социјална зграда. Жителите од населбата Драчевик во понеделникот попладне одржаа мирен протест поради почетокот на изградбата на ламелата број 3 од стамбениот објект за сместување на семејствата од социјален ризик. Причина за протестот, како што рекоа, е што се влошила безбедносната состојба во населбата, односно зачестиле кражбите, нарушувањето на јавниот ред и мир, а имало и насилство и физички инциденти. Се уништувала и урбаната опрема и природната околина. Поради тоа, параат привремен прекин на градежните работи на новиот објект, додека не се решат актуелните проблеми. Дел од станарите од втората ламела ни прават огромни проблеми. Значи, проблеми се состојат од постојано нарушување на јавниот ред и мир, постојано загадување, дивење со нерегистрирани возила. Значи, тоа е страшно да се живее тука. Навечер во ниедно време пуштање гласна музика, исто така слушаме постојано заканувачки зборови, ќе те убијам, убиме и така натаму. Значи, чашата ја прели настанок кој се случи пред една недела. Значи, тука имаше голеници со ноживи и со шипки. Значи, тука сите сме ние со фамилија, со деца. Значи, веќе тоа не се трпе, како да ви кажам. Значи, да го гледаш, тоа е страшно за возрастен човек, а камоли па за мали деца. Тоа е тоа. Ние не сме против изградбата на социјална зграда, меѓутоа бараме да се сопре времено, се одека не се рачат овие наши проблеми. Учесниците на протестот рекоат дека како крајно решение ќе бараат надлежните институции да преземат мерки за да ги иселат проблематичните семејства, за да не страдаат сите останати жители во населбата. Споменаат дека имаат и проблеми со водоснабдувањето, па не се сигурни како вселувањето нови семејства ќе влијае врз притисокот во водоводната мрежа. Освен тоа, уништени се и реквизитите во новоизградениот детски парк, а се сечат и стебла во зелениот појас во околината на населбата. Побаравме да се направи тротоар низ нашата населба, има многу деца што пешки на училиште до Кирил Методи, што е некаде околу 3 км од тука. Пешечка патека, тротоар се направи само од каналот исто до социјалната зграда. Другите улици нема никаде тротоар. Значи, исто така доле критична точка на оваа населба и мостчето што е на канал. Значи, мостот е тотално необезбеден за мали деца. Знаеме, децата кога одат на училиште се туркаат, се онаду. Може да падне некој дете, после тоа ќе биде касно. На присутните на протестот им се обрати и градоначалникот Николчо Илиев. При тоа тој ги информираше дека локалната самоуправа не е надлежна за изградбата и вселувањето на станарите во социјалната зграда. Во конкретниот случај ние немаме надлежност. Значи, во делот ниту на градбата, ниту во делот на кој ќе биде вселен во овие згради, ниту пак кој ќе биде иселен. Значи, прво и основно таму надлежност има Центар за социјални грижи, во чија што надлежност се лицата кои што се вселени. Понатаму не е СИС повеќе, тука е акционерско друштво за стамбени деловен простор кој што стопанисува со оваа зграда, со зградите кои што се изградени и понатаму, како што реков, полициската станица. Апсолутно имам разбирање и целосно ги поддржувам граѓаните во делот на почитувањето на сите законски мерки од сите граѓани, почнувајќи од мене па завршувајќи со секој друг кој што живее во овој населба и во овој град. Ние сме должни да ги почитуваме сите закони. Секој оној што не ги почитува, надлежните институции треба да ги преземат соодветните мерки, се со цел да граѓаните можат слободно да се движат и да живеат во нивните домови. Не сум запознаен дека некој има нешто против градбата, бидејќи начинот на решавање на социјалата е изградба и на овакви стамбени згради, како што е предвидено, впрочем, и со урбанистичкиот план од 1998 година. Значи, ова зграда, со намена А2, е уште од 1998 година и постепено се градат ламелите од ните зградите една по една и секако дека во надлежност изградбата и финансирањето е во надлежност на владата, односно на надлежните министерства, Министерството за транспорт
и врски во овој случај. И тие нема потреба да не консултират нас. Значи, апсолутно, тука не гледам ништо спорно. На реакцијата на граѓаните дека се загрижени за проблемите со водоснабдувањето поради изградбата на новиот објект, Илиев објасни дека комуналното претпријатие Водовод ја завршило изградбата на нов експлоатацијски бунар за градскиот водовод. Исто така ќе се гради и нов резервоар за вода за објектите во така наречената висока зона, во која спаѓа и населбата Драчевик. Еден ден по протестот во населбата Драчевик се одржа средба на градоначалникот Илиев со представници на надлежните институции и дел од жителите на населбата. При тоа беше направена анализа на состојбата и е договорено во решавањето на проблемите да се вклучи и граѓанскиот сектор. Помирниот протест против нарушувањата на јавниот ред и мир во населбата Драчевик кај социјалните стамбени згради, градоначалникот Никол Чуилиев и представници на институции со надлежност за решавање на состојбата одржаа состанок со организаторите на протестот. При тоа тие уште еднаш повторија дека не се против изградбата на новата социјална зграда, туку за привремено нејзино запирање, со што ќе се испрати повик за решавање на настанатите проблеми. Полого време се соочуваме со девијантни појави и однесување на дел од станарите кои го нарушуваат јавниот ред и комуналната хигиена, се пожалија жителите од населбата на состанокот. Тие побараа да се направи увид во актуелната состојба на станарите, ревизија од Комисијата за стамбени прашања, која донела одлука за домување, а повикаа и од Центарот за социјални работи според надлежности да врши почести контроли на корисниците на становите. Началникот на одделението за внатрешни работи Александар Максимов истакна дека во изминатите 12 месеци во населбата Драчевик се регистрирани 4 кривични дела и неколку нарушувања на јавниот ред и мир. При тоа тој ја истакна подготвеноста за воведување полициска контрола, но нагласи и потреба од избегнување етничка нетрпеливост. Проблемот со нарушувањето на јавниот ред и мир постои и тој треба да се реши институционално, при тоа да се дефинираат надлежностите на институциите, а секоја од нив да ја заврши својата задача, како и да се засилат полициските патроли. Општина Кочани ќе интервенира во одржувањето на комуналната хигиена, а водоснабдувањето ќе се одвива без проблеми со препумпна станица за високата зона, информираше градоначалникот Илиев. Според најавите, во идните активности ќе биде вклучен и граѓанскиот сектор, а ќе се настојува на постојана институционална соработка и комуникација. За в среда 12 мај, поради реконструкција и модернизирање на дистрибутивната мрежа од страна на екипи на електродистрибуција, прекини во снабдувањето со електрична енергија ќе имаат од 8 до 10 часот корисниците на улица Индустријска во Кочани. Откако се вакцинираа повозрастните граѓани од 75 години, во Кочани започна вакцинирање на граѓаните на возраст од 60 години. В петок на 14 мај стартува ревакцинацијата, така што сите граѓани кои ја примиле првата доза во Кочани ќе можат во петок да дојдат и да ја примаат втората доза вакцина, информираа од болницата во Кочани. Се намалува бројот на заболени и на хоспитализирани пациенти со COVID-19. Во модуларната болница во моментов има 20 слободни легла. Вакцинацијата против COVID-19 нормално тече во вакциналниот пункт во Кочани. Зголемена е бројката на дневно вакцинирани и се движи по 75 дневно, а веќе се вакцинираат граѓаните постари од 60 години. Директорот на болницата Александар Серафимов истакна дека на почетокот по 50 граѓани дневно, сега по 75 и со таквата динамика. До сега во Кочани се вакцинирани приближно 1500 граѓани. Сите граѓани кои имаат над 60 години и се имаат уредно пријавено на сајтот Вакцинација МК, можат слободно да дојдат во вакциналниот пункт во Кочани и да ја примаат вакцината. И последните 500 вакцини од кинескиот производител Sinopharm се потрошени и веднаш се пристигнати нови од истиот производител, истакна за Канал 8 директорот Серафимов. Тој информира дека од петок започнува и ревакцинацијата, така што сите кои ја примиле првата доза вакцини во петок во Кочани ќе може да ја примаат и втората. Од првата примена вакцина до сега нема пријавено пациенти со поголеми нуспојави или евентуални компликации по примена вакцина.
Инаку Серафимов истакна дека се намалува и бројот на хоспитализирани пациенти во модуларната болница во Кочани. Во моментов има 15 примени пациенти, од кои 11 се на оксигенска подршка. Дури 20 легла се слободни, а 20 пациенти се во дневна болница, односно примаат инфузија и си одат дома. Цел месец и повеќе немаат примено пациенти во физикалната терапија, бидејќи доста слободни места има во модуларната болница. Се намалува и бројот на ново заразени лица од COVID-19 во Кочани. Во текот на вчерашниот ден немаше ниту еден ново заболен, а претходните денови само по еден или двајца. Починати нови лица од денеска нема. Поради видното стабилизирање на состојбата во целата држава, Министерството за здравство информира дека почнувајќи од 12 мај 2021 година на сила стапуваат новите мерки кои ги усвои владата на редовна седница. Полицискиот час започнува 24 часот, а трае до 4 часот наутро на редниот ден. Дозволеното време за работа на угостителските објекти со посетители, односно гости, во отворениот дел од угостителскиот објект, само летни тераси, градини, а не во затворен дел, е до 23:30. Сите настани може да се одржуваат согласно наменските протоколи, со исполнетост до 30% од капацитетот на затворениот простор. Вежбалните, фитнес центрите и теретаните може да отпочнат со вршење на својата дејност во објектите. Срушена е уште една од старите куќи на улицата Стево Теодосиевски во Стришани. Објектот почна сам да се распаѓа и беше опасност за минувачите, поради што од општината ангажираа механизација за чистење на теренот. Поради дотраеност и општа опасност за минувачите, срушена е уште една од неколкуте преостанати стари куќи на улицата Стево Теодосиевски. Во изминатите неколку денови, граѓаните алармираа оти забележале како делови од куќата сами паѓаат, а најголема опасност представувало пропаѓањето на кровната конструкција. Поради тоа од општина Кочани ангажираа механизација за расчистување на теренот. На овој дел неколку години трае постапката за изградба на уште една коловозна лента, со што улицата ќе прерасне во булевар и ќе биде уште еден сообраќаен влез и излез од градот. Градоначалникот Илиев нагласи оти процесот за отстранување на постојните објекти ќе продолжи деновиве. И овој процес е во завршна фаза. Денеска, како што гледате, една од куќите, еден од објектите кои што беше на самата улица и беше една и потенцијална опасност за минувачите на оваа улица. Денеска во согласност со собствениците на куќата, значи на 1/3, бидејќи 2/3 веќе се исплатени, ја срушивме куќата и изнесувањето на остатоците од овој објект ќе се врши во сабота, кога ќе започнеме и рушењето на останатите два објекта кои веќе се експроприирани и веќе е договорено нивно рушење за во сабота. Што значи дека овој потек целосно во сабота ќе биде расчистен и ќе биде овозможено започнување на градбата на оваа улица која навистина ја очекуваме доста време и јас како градоначалник, а секако граѓаните на општина Кочани уште многу подолго. Општина Кочани веќе ја заврши законската постапка за избор на изведувач на градежните работи за новиот булевар Стево Теодосиевски. Се очекува до крајот на овој месец изведувачот да биде воведен во врските што ги има преземено со потпишаниот договор. Првен ќе отпочнеме со изградбата на подпорниот зид до спортската сала. Со завршувањето на подпорниот зид понатаму ќе продолжиме со изградба на целата оваа улица до туристичката агенција Велијан. Според предмерот во техничката спецификација на договорот, градежните активности ќе се реализираат на траса во должина од околу 1 километар, односно ќе почнат од кружниот тек кај полициската станица. Постојниот коловоз ќе се реконструира, а кај двојниот мост треба да биде изграден нов кружен тек и да се отстранат објектите на земјиштето што беше предмет на експроприација. Се планира целиот градежен зафат да заврши со уште еден кружен тек кај агенцијата Велјан. Квадрат на божественост е насловот на ликовната изложба на уметникот Валентина Илиевска, која е отворена во Домот на културата Тош Арсов во Виница. Истата ќе биде достапна за сите љубители на уметноста до 14 мај. Во Домот на културата Тош Арсов во Виница отворена самостојната изложба под наслов Квадрат на божественост на ликовниот уметник Валентина Илиевска.
Истата ќе биде достапна за сите љубители на уметноста без класично отворање во периодот до 14 мај, секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Ликовните елементи и принципите го креираат творечкиот опус во делата, каде што од длабочината на самите дела се издигнува на пиедестал синото присуство на квадратот. Преку тој символ, кој е се присутен во делата, се истакнува човековата интуитивност за прапочетоците на постоењето. Уметникот Илиевска со овој целокупен графички приказ всушност ја заокружува квадратната божественост, наслов кој се одействува на паралелната, на онаа дуалистичка природа на човекот. Валентина Илиевска е родена во Скопје. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности, одел графика и графички техники во класата на професор Мирко Вуисик, со насока на конзервација и реставрација со професор Невенка Величковска и Момчило Трајковски. Магистрира по конзервација и реставрација на ѕидно сликарство во класата на професор Благоја Кузмановски. Од 2012 година е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Од 2000 година учествува на неколку изложби и ликовни работилници, како што се Мал Битолски Момартар, Флора и фауна, и добиено има неколку награди и дипломи. Во 2011 година е незината прва самостојна изложба и до денеска се реализирани уште неколку самостојни изложби со представување и надвор од државата. Како член на Друштвото за ликовни уметници, заедно со колегите, учествува скоро на сите предвидени изложби и проекти од Друштвото. Добиено има многу престижни награди при Друштвото за ликовни уметници на Македонија. Туристичките агенции по година и пол неработење и беа буквално на работ на екзистенцијата, се надеваат на подобра сезона ова лето. Граѓаните на Кочани интерес покажуваат за летување во Црна Гора и Албанија, бидејќи не поставуваат ниту еден услов за влез во земјиве. А од 15 мај и границите со Грција ќе бидат отворени со услов негативен ПЦР тест или со сертификат за вакцинација. Најново за оваа држава е дека туристите прво ќе мора да испратат СМС порака со код, ако сакаат да резервираат лежалка на некоја од плажите. Можно е мало оживнување на туристичките агенции ова лето. Тие се надеваат на подобра сезона од лани, кога беше вистинска катастрофа, бидејќи сите аранжмани беа откажани поради состојбата со COVID-19. Моментално граѓаните се заинтересирани за дестинации како Црна Гора и Албанија, кои за влез во земјава не бараат ниту ПЦР тест, ниту сертификат за вакцинација. Тие дестинации најмногу и ги нудат туристичките агенции. Грција пак од 15 мај ги пушта границите, но македонските граѓани ќе може да патуваат со сертификат за вакцинација или негативен ПЦР тест. И тоа малку ги кочи граѓаните, велат од туристичките агенции. Ке се бара и код за плажите. Сега моментално, според новите најави за отварањето на границите со Грција за нашите граѓани, ќе се бара сертификат за вакцинација и тоа треба да има одреден период поминато од втората доза на примената вакцина, според мерките. Исто така ќе се бара на границите со Грција и да се достави негативен тест од COVID-19. На плажите, тоа е најново нешто што истакнато од денес, на плажите ќе има барање за воведување на код, кој што ќе биде добиен преку СМС порака, за да можат самите туристи да си зафатат лежалка и се разбира дека сите лежалки ќе бидат на 4 метра расстојание и тоа е исто нешто најново моментално, кое што е изнесено како информација. Со Бугарија се уште ситуацијата е само со минење на негативен тест за COVID и за секако сертификат за вакцинација. Очекуваме сега да се пуштат и со другите гранични премини кон Бугарија, не само ДВ Баер, како што моментално, а сега имаме така интерес за Црна Гора и за Албанија,
затоа што тие две држави не бараат никакви значи ни сертификати за вакцинација, нити пак негативни тестови. Така да се надеваме дека оваа година ќе биде многу подобра за разлика од ланската која што немавме никаква сезона. Да се надеваме дека со олабавувањето на мерките и со веќе раздвижувањето полека и отварањето на границите, дека нашите клиенти ќе почнат да патуваат пак, можеби некако кога беше во нормала, но сепак се надеваме дека ќе има некаква сезона. Захариева истакна дека сите граѓани кои имаа уплатено ваучери за патување во текот на ланската година ќе им важат и оваа година, значи не им пропаѓаат, туку слободно можат да ги искористат. Туристичките агенции се едни од најпогодените сектори од здравствената криза со COVID-19, бидејќи година и пол веќе не работат, така што се надеваат на подобра сезона ова лето. Почитувани со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.